Дистрикт, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Никола Ѓелинчевски. Никола Ѓелинчевски, наставник на годината на светско ниво, наставник и преведувач, струженец, млад човек, од крајот на 90-тите, дипломирал на УКИМ, филолог, на катедрата за англиски јазик и книжевност и на катедра за шпански јазик и книжевност. Младоста не му беше пречка 6-7 години, пред 6-7 години да ја добие престижната меѓународна награда Вавилон на Сдруженијето на преведувачите и на делегацијата на Европската унија за најдобар млад преведувач од англиски на македонски јазик. Активен член е на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија и координатор на работната група за книжевен превод. Од пред година и нешто е и председател на одборот за наградата за најдобар млад преведувач. Член е на Асоциацијата на наставници по англиски јазик ЕЛТАМ, работи како наставник по англиски јазик во средното училиште Јака Хемел, води драмско студио за деца и одржува часови работилници за креативно пишување. Долг е списокот на преведени литературни дела од шпански на англиски. Во овој дистрикт ќе зборуваме и за оваа негова работна обврска, но непосредниот повод Никола Ѓелинчевски да се квалификува за овој дистрикт е неговиот ангажман посветен на децата. Никола Ѓелинчевски, добре дојдете во Цивил прес студио. Добре ме најдов и благодарам за поканата. Да почнеме од Вавилон. Престижна меѓународна награда. Пред неколку години, чинам 6-7, така стои во вашата биографија. Што представува таа и што таа вака ве турнели напред внатрешно како мотив? Да. Вавилон е награда за најдобар млад преведувач, не е меѓународна награда, туку е наша национална награда, во смисол на тоа што има два посебни критериуми. Тоа е за преведувачи кои што не се постари од 26 години, а другиот критериум е дека се преведуваат дела од некој од 24 службени јазици на Европската унија кон еден од јазиците, некој од јазиците кои што се зборуваат во Македонија, значи македонски, албански, турски, влашки. Од тој аспект, значи и Европската унија ја поддржува. Да. Ова е конкурс кој што партнерски го организира делегацијата на Европската унија во Македонија и Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. Мислам дека придобивките се повеќе слојни, има придобивки и за општеството, има придобивки за самите преведувачи. Тоа што мене лично многу ми помогна беше што мојот труд беше вреднуван од страна на колеги од нашата фела, од истакнати дејци, културни дејци во Македонија. Мислам дека и го препозна и голем дел од нашите издавачи, така што доста влија и на статус, би рекол. Така. Нешто спомна во најавата за вас. Од толку професии, зошто токму преводот, па превод од англиски, па и од шпански? Дали во старт литературата беше интересна да се представи овде странската литература на нашето поднебе или имаше други пориви, Никола? Сега е поривот таков. Предходно мислам дека не беше, мислам дека целата работа почна како и кај сите млади со едноставно некој талент за јазик, со некој мерак за учење јазици. Немав тогаш намера дека немав ни некоја замисла дека ќе се бавам со книжевност, со литература, ама со текот на времето сватив која е важноста на тоа и колку јазикот е тесно врзан со таа култура. Не може вие да зборувате јазик без да знаете нешто за културата. И со тек на време, како што се градев и како преведувач и како наставник, си задавав некои нови предизвици и ја сватив целокупната големина на тоа што го работам. Така, вие сте сега наставник по англиски јазик во средното приватно училиште Јака Хемел. Во основното сум јас. И во основното? Да, јас сум во основното. И како е да се работи во приватен сектор во образование? Во приватен сектор? Кажете некој збор вака да ве пофалат и на работа, не се што се. Јас немам немате искуство државен сектор. Не, јас би кажал дека немам изговор да не сум успешен. Поради тоа што имам поддршка и многу љубов од сите дома.
од погодено ми е на работа, атмосферата за работа е прекрасна, имам супер колеги, децата се исто така прекрасни, да ти мерак да работи со нив и едноставно сите услови за да се постигнат резултати и да ти е кејф додека работиш Тоа се се постигнати. деца од осмолетка и што значи за Ѓелинчевски да ти е кејф да работиш со? Да соработуваме. Значи мислам дека веќе не поминува онај старски стил на каде што наставникот седи нешто зад катедра, па сега нешто ќе им попува, па ти значи тоа е веќе минато. Не оди тоа така. Малку фински или грешен систем на таа интеракција Фински. перманентна? Мислам дека финците веќе достигнале некое многу високо ниво за кое што нас ќе ни треба некој време да го достигнеме тоа. Мисле во И тоа делот не- на комуникацијата, на таа Во комуникацијата интеракција можеби- наставник-ученик, каде што авторитетот, нели, по секоја цена се трга на страна, туку на некој начин пријателство, другарство се воспоставува, некои семејни односи со детето. Да, па можеби би се рекло и така тоа, да. Заради тоа што соработуваме, навистина соработуваме и јас како наставник растам со нив, тие се доста мали, ама не се за подценување. Дури би рекол дека некои од тие деца кои што се во 6, 7, 8, 9 одредение се многу попрогресивни од некои од луѓето кои што ги знам, па не само средношколци, па дури од возрастни, би рекол. И Добро, кога но ќе се ако е еден таков работен, а во исто време во комуникацијата другарски, да кажем, амбиент, нели, и едукаторски во секој случај, па немаат мотив да избегаат од час тие деца. Не е интересно образованието, кога ќе порастат, кому ќе се фалат? Да. Од тоа што сум го видел, мислам дека веќе него ни доживуваат како нешто посебно кул, Посебно да херојство. избегаат. Да. Мислам дека веќе се сменити правилата на игра. Значи тие работи кои што поминуваат додека јас растев, веќе се осудени од нив самите. Така што некои проблеми што биле по-застапени кога ние сме растеле, не знам, со некои силеџи школски, тоа веќе нема потреба наставник да го посочи. Сега ќе искористам вашето присуство овде. И какви се младиве генерации? Како вие ги перцепирате колективно? Има ли перспектива општеството? Тоа е малку тешко прашање, поради тоа што мислам дека тие самите не си ја гледаат перспективата тука. И мислам дека е поразително тоа. Мислам дека треба тука да се реагира. Нели на пат до тука малку спомнавме нешто. Мислам дека сите политики кои што се прават за возрастни, за средношколци нагоре, а мислам дека нивото е веќе доста спуштено долу. Ова И се мислам поинтелигентни генерации, Да, се- побрзо перцепираат да. интернетот, помага веројатно медиумите и така. натаму. Интернетот им дава неверојатен поттик да си заминат од тука, поради тоа што едноставно гледаат што има низ светот. Мислам дека сметаат дека не им е доволно посветено тука. Ја не би се согласил целосно. Демантирајте ме, но добивам впечаток дека и вие наставниците како да ги поттикнувате децата уште сега и ги подготвувате да ја напуштат државата. Или грешам? За студирање, ама после да се вратат, на пример. Еве јас многу работам со средношколци за меѓународни испити, IELTS, TOEFL, и на некој начин и мене не ми е сеедно, но да, ги подготвувам да одат, но државата е таа што треба да ги привлече да останат тука и да придонесат во општеството тука. А тие уште во 6, 7, 8 одделение имаат замисла дека ќе си одат од тука. Нивните родители, кој социјален слој се децата во приватно училиште, еве од осмолетка? Тоа се поимоćни родители? Па не би рекол дека се секогаш поимачни, заради тоа што во нашето училиште ние имаме и деца со стипендии, има родители кои што крпат крај со крај за да ги пратат децата во приватно училиште. Мислам дека државното образование не го бие добар глас, сега би рекол. Значи секоја чест на исклучоци, но се исклучоци во смисол дека ги слушате овој наставник бил добар таму, овој наставник бил таму. И мислам дека е малку нефер што приватни училишта, не само нашето, се така осудени како тие се во некој меур, тие се недостапни, вака функционира. Не е баш така. Значи ние сме дел од општеството и има родители, различни родители во однос на табиети, во однос на финансиска состојба и во однос на однесување на се. И ние се бориме со истите
проблеми, би рекол. Така, кажете ми околу запишувањето, има поголем интерес отколку што може има капацитет училиштето, тоа е едно, и второ ме интересира дали кои ќе завршат тие дипломи важат насекаде по светот или како, или мора државата да ги сепак верификува? Не, да, ве разбрав. Нашата програма е усогласена со Биро за развој и образование, значи ние сме под МОН, под државната програма, така што нашите дипломи си важат секаде. Значи дете кое што завршило кај нас 9-летка, може потоа да се запише во било кое средно училиште. Нема проверка од страна на државата, а кога ќе излезат надвор да студираат, им се признаваат тие дипломи или нострификации и така натаму. Може и е пресубјективен мојот впечаток, но ова е училиште, нели, Ага Кемал, учениците, дали училиштето прави повеќе реклама отколку што е потребно, но многу награди меѓународни има добиено по разни области, од математика, физички јазици и така натаму. Точен ли ми е впечатокот или е малку пренадувано тоа? Дали таму посебно талентирани деца доаѓаат или е училиштето со својот систем образовен посветено да има резултати и на тој начин и да привлекува внимание во крајна линија, нели, нешто и како ЕПП, еве да бидам груб до крај. Да. Па не мислам дека имаме некоја груба кампања за привлекување внимание, барем тоа е моето лично мислење. Мислам дека тие награди кои што се освоени си за самите доказ по себе. Поради тоа што тие се во голем дел меѓународни награди. Не дека ние имаме некој човек таму сега во Англија или во Франција, па тој ќе ни напише дека еве се овие деца. Нема мамини и тати. Не, видите. Една позитивна работа за училиштето, сега да не излезе дека сум дошол само за да го фалам, ама морам да опослушам тоа што е така. Значи, една позитивна работа е што многу рано се препознаваат квалитетите на децата и се работи во таа насока. Јас имам замерка за времето кога јас сум растел, што никој не препознал дека ме бива за јазик, па многу порано да ме воведат во тој живот. Сум имал јас прекрасни професори кои што ми помогнале, значи да не звучам сега дека не. По двата збора, иако не сте предавале во државните училишта, која е методолошката разлика во приватното образование и во јавниот сектор? Можете ли вие вака од страна да перцепирате врз основи на вашето искуство? Кога сега од утре би отишле во државно училиште, ќе најдете на некои ѕидови, како ви е чувството, ќе биде тешко да воспоставите некаква комуникација? Што треба да смени системот? Јас веќе имам искуство и мислам дека би можел да се снајдам и да се држам, но тоа што го имам разбрано од контакти да глумите дека сте лојален на системот, нели? Тој систем би требало малку да се предизвика, нели, малку. Системот не знам ли дали би се предизвикал толку колку што реално мојот предмет нуди многу можности. Јас сум наставник по англиски, значи предметот ми овозможува да правам чуда. Јас можам што сакам да правам на час и надвор од часот. Во која смисла? Во која смисла? Првин, материјалот добро комуницира со самиот предмет. Значи имам материјал на дофат кој што по многу предмети го немаат. Друго, децата самите се заинтересирани да учат англиски. Значи, прашајте кој сакате дете, 90% ќе ви кажат дека англиски им е омилен јазик. Не знаат зошто, ама првичниот подстрек... А не се туваат. Веројатно и многу од децата веќе доаѓаат на училиште со одлично познавање на англискиот јазик, можеби не во граматичка или не знам каква смисла, но интернетот прави чуда и тие од мали не се одвојуваат од своите телефони. Прави, може да се гледа на тоа и од позитивна и од негативна страна. Позитивната страна е што да, тие го имаат усвоено тоа, има многу родители ќе речат: во Лондон да го пратиш ќе се снајде". Да, ќе се снајде, ама не е тоа поентата. Значи, тоа што нив им е усвоено како знаење, што го слушнале од ТВ серија или од нешто, мора да се крене на едно повисоко свесно ниво. Поради тоа што додека тие не научат како да ги поврзуваат сите делчина како служувалка од јазикот, да знаат каде ова време да се употреби, каде ова, не е научен јазик. Така што тоа е позитивниот дел. Негативниот дел е што мислам дека многу деца во 9-летка веќе забораваат да зборуваат на мајчин јазик. И првично им тече мислата на англиски јазик, па си ја преведуваат на мајчин. И тоа лошо е преведено, лошо звучи. Како и да е, како што спомнавте предходно, готов кадар за работа во странство и за градење на кариера на македонската млада генерација, но што е тоа е? Системот нека... Да се вратиме на Никола Џелинчевски како преведувач. Што е предизвикот тука и од кога датира ова ваша активност? Јас најпрвин кога се запишав на катедрата за англиски јазик и книжевност,
студирав на наставна насока, значи од секогаш имав замисла дека јас ќе сум само наставник, но не ми имаше текнато дека ќе можам јас и паралелно и да сум и преведувач. И најчесто има голем дел такви профили кај нас кои што се и преведувачи и наставници. Веројатно не може да се опстои само со едното. Кај мене не е од Има и финансиски финансиски бенефит, веројатно, нели? Има нешто, ма кај мене не е од финансиски побуди. Макотрпна работата. Е убава работа, макотрпна, ма убава работа. Е општествено полезна работа, а и ми одговара мене и на табиетот. Значи, први сум читател, сакам да читам, сакам да си играм со јазикот. И пресвртна точка беше баш сега се сетив во моментов кога имавме ние во рамки на предметите и некои мали часови за преведување во наставна насока. Тогаш го препознаја мојот талент, професорката Елена Ончевска и ми рече: Никола, добро е ова да го размислиш. Добро, тогаш се запознав со Драги Михајловски, професорот кој што ми предаваше превод и веќе од тука. Бренд за преводи. Кога навлегувате во преводот, навлегувате во друг свет практично. Ве одвлекува тоа, денот ви го краде, нели ве влечели натаму да продолжувате да откривате. Тој процес на нови светови. Процесот на истражување пред преведувањето е, би рекол, можеби најважниот дел, за да знаеш со што си се зафатил, да се подготвиш како што треба, за да можеш да испорачаш добар производ. Звучи многу. То не се меѓународни државни протоколи суопарни, сепак има философија, има психологија, има карактер во Има многу работи кои што преводот кои треба да се доловат како оригинал, нели? Читателот да го доживее оригиналот практично. Да. Сега секако дека има и некои предизвици каде што треба да се размисли дали одреден дел ќе се одомакини, малку да звучи понашки, дали ќе остане нивно, па поавтентично. Значи има тука многу книжевни теории кои што има финеси многу. Има книжевни теории кои што велат вака, има книжевни теории кои што велат вака. Има колеги кои што имаат различни мислења. Во секој случај тоа е некое балансирање и многу зависи од многу фактори. Првин, за која потреба е преводот. Ако е за фестивал, поинаку функционира од нешто што би било ставено во книга. Има разлика дали е проза, дали е поезија. Значи има многу работи кои што влегуваат во тој процес, но во секој случај е истражување и пресоздавање на нашки. Има доста психологија да се навлезе во личноста, во карактерот. Зависи. Пак како што кажав, има некои книжевни теории кои што велат дека авторот треба сосема да се одвои од тоа што го напишал, за да може сите читатели да го доживеат како нивни, така што не мислам на авторот, мислам на ликовите опишани во романите. Да. Па во секој случај, значи преводот и самото читање е добар начин да се развие и некоја емпатија, да се свати тој лик, да му влезеш в кожа и тоа е целта на книжевноста, значи Кога читате, Никола, од превод од некој ваш колега, критички се однесувате, вака секојаш во себе си, ова можело и вака да биде преведено или? Зависи дали бараат повратен одговор од мене или не. Значи јас сум свесен дека не секогаш се идеални условите за работа на преведувачите. Не зборувам само за хонорари, зборувам и за кратки рокови и за соработката со издавачи, не секојаш ще може да е сјајна. Јас сум имал среќа, фала Богу. Така што гледам да тоа е професионална мана, значи јас се обидувам да не сум многу критичен. Го поставив ова прашање за да констатирам, односно да прашам кој од литературните жанрови е вака најкомплициран и кога тоа ќе се совлада, може средината вашата фела преведувачи да каже сега е Ѓелинчевски мајстор на превод. Поезијата ли е тоа, романите ли се тоа, расказите ли се тоа, психолошки романи, воени романи, љубовни романи, текстови, не знам, или сепак поезијата е врвот? Од тоа искуство што јас го имам, моето лично мислење е дека превод на поезија е врвот, ама не мора да значи дека само заради тоа што јас мислам дека е така. Секој жанр си бара, нели, си има своја тешкотија и си бара посебна умешност. Тоа што најчесто го сретнувам јас во поезија се и некои фонемски и графемски игри кои што треба да се пресоздадат, а според мене не толку често се застапени во други жанрови. Ама
Зависи многу. Добро, и сега до каде сте? Станува рутина преводот или предизвик е секој нов зафат? Во никој случај. Значи, не дозволувам сам да стане преводот рутина. Не работам судски преводи или некои административни. Мојот однос кон јазикот не е административен. Значи, првин тргнувам од тоа. Добро, и судските може да бидат опасни ако некаде се погреши, макар во ректорирањето, во лекторирањето, да ставите во затвор некој што е невин, например. Како? Бомбите во Хирошима се должат на преведувачка на грешка. погрешен превод, да. Така што може да има нуклеарни последици. Не, сакам да кажам дека самиот не се наоѓам во позиција, не се ставам во позиција да ми е досадно нешто и да немам мотив да работам. Се што работам е со љубов и во детај, како што вели драгиот професор Драги. Мојата главна тема со вас, Никола, е децата и вашиот однос кон нив. Надвор од училишните активности, вие сте организатор на Мал милион, нели, инвенти, или не знам како ги нарекувате, до степен на драмско студио за деца. Тоа е пилотен проект, да. Се едно, не е важно како е проектот, ги барам резултатите. Од каде толку нерви да се работи со мали деца и од каде кај вас тој предизвик да направите нешто тие деца да почувствуваат резултат од својот труд? Од взаемната љубов и почит. Но многу едноставно. Не треба да се бараат кој знае какви аспекти од таа работа. Многу едноставно. Јас им ги почитувам нив, тие ме почитуваат мене, јас ги сакам нив, ќе ме сакаат и тие мене. Да, но јас ако тренам од својот пример, цел свој работен век генерално се занимавам со некое политичко новинарство од ова овдешно во земјава и на Балканов. Познавам многу и познавам веќе подостарија, но има и нови генерации, подмладо кај политичките партии, кои од млади се качуваат по таа политичка кариера. Вие сепак се определивте за нешто друго. Никогаш не сте помислили дека можете вашиот потенцијал да го искористите за да правите некоја друга кариера, освен ова што сега го работите? Секој делување е политичко делување. Мислам дека преку тоа што се обидувам да им ја развијам љубовта за мајчиниот јазик, значи не зборувам тука само за македонски, албански, турски, јас работам со деца од различни националности. А и преку тоа што го правиме со Вавилон, значи и тука е една од целите е да се развие таа свесност и љубов за мајчиниот јазик и да се придонесе кон културната ризница на културното наследство на Македонија, така. Но во конкретниот случај за ова со децата, мислам дека пак ќе повторам, секој делување е политичко. Се додека тоа не мора да биде врзано за партија или може да е врзано со некоја насока, некој идеал. Така, што е тоа возобновен свет, таа активност со децата? Тоа е нешто кое што го работиме последниве 3-4 години и нешто што ми ги отвори очите поради тоа што мислам дека допрва ќе се слуша за тој надпревар. Тоа е надпревар со 4 дисциплини, значи таму има дебатирање, пишување и има 2 квиза на знаење, индивидуален и тимски. И тоа е едно неверојатно искуство, поради тоа што се одвива етапно. Првично има локална, регионален круг тука во Скопје, каде што доаѓаат деца од Албанија, Црна Гора, Косово, Србија. А децата кои што ќе го остварат потребниот праг на поени, не се сеќам точно колку беше, се квалификуваат за глобален круг. Ние сега заедно со 15 дечиња, беа 11 дечиња од Јахја Кемал во нашата делегација и 3 дечиња од Песталоци, учествувавме на тој глобален круг и годинава беше со намален обем поради короната, имаше само некои 25 држави, 500 деца од цел свет, значи зборуваме тука Индија, Англија, Америка, имаше локални таму, Јапонија, значи деца од цел свет, тоа е меѓународна сцена. И не дебатираат на било какви теми, како не знам дали треба да се носат униформи на училиште или дали треба да имаме милениче или не, кои што се доста како е на македонски тоа српени теми, туку преку цела година имаат курикулум, имаат наставна програма која што треба да се совлада. 6 предмети изборуваат за
неверојатни теми. Има еден дел кој што е посветен на наука и технологија, зборуваат за геоинженеринг. Други во делот за филмови зборуваат колку смее да се интервенира со следни изданија на филмот, дали Супермен може да го игра некој азиец или значи тоа се гениални теми. Јас би сакал да седам на маса со некој да ги разговарам тие теми. Имаше една тема која што ме воодушеви, тоа беше дали старите цртани на Дизни треба да се преработат за да го одразуваат новото време. Нели сега имаме мултикултурализам, имаме така gender equality, нели сите тие прогресивни сили, дали треба цртаните стари да се преработат. И деца од 6, 7, 8 одделение застануваат тука и си ги мерат силите со некој од Јапонија. Тоа е неверојатно. Добро, но малку медиумска афирмација има за овие активности. Генерално е непознато тоа што се случува. Моето прашање беше што вие цените, има ли потенцијал ово општество во младата генерација? Паметни, интелигентни, образовани деца, можат ли тие да повлечат нешто нафе од оваа баруштина балканска да излеземе, да исчекориме малку проевропски? Не само што можат, туку ќе повлечат. И немам никаква дилема за тоа. Само но вие рековте проблем во системот. Некои постари генерации изгубиле време. Им ја отежнале работата, дека овие деца на кои што сега јас им предавам, не зборувам само за децата во моето училиште, гледам дека има таква атмосфера глобално на таа возраст. Ке повлечат, ке не биде, ама не е фер што сме ги ставиле во таква позиција првична. Дека ке повлечат, нема бегање од тоа. Нема. Јас сум оптимист, јас сум непоправлив оптимист, ама во случајов мислам дека сум во право, дека ќе се истера таа работа како што треба. Тоа што ме прашавте зошто не се слуша за тоа. Тоа е поради тоа што во принцип веќе мислам дека на луѓето не ги интересира тоа, мислам дека образованието веќе се спомнува само како онака како тема, не се сваќа веќе важно. Редовна појава. Како да, и веќе се вкоренија некои глупави фрази brain drain, значи она одлив на мозоци. Кога ќе го ставите тоа како таква фраза, никој не сваќа важноста на тоа. Дали си одат луѓе или не си одат луѓе. Едноставно станува кога многу пати ќе кажете некоја фраза, веќе го губи значењето. И мислам дека ние сите вака символично сме загрижени за образованието, дека сите сме загрижени за децата што си одат. Ама треба нешто да се направи за тие деца. Еве овие деца, конкретно моите деца кои што сега беа на надпревар. Тие деца од Песталоци кои што растурија годинава на многу надпревар, не само на овај. Има многу деца. Има олимпијади математика, физика, хемија. Фала Богу, последно време имаме и од овие општествениве науки, но тие деца треба да се стимулирани. И ако нешто некој свати од ова интервју, од ова медиумите и општеството генерално и политиката најмногу веројатно повеќе се занимаваме со тоа кој колку украл, кој каков тендер наместил, кој колку се збогатил нели во политиката. Ова останува во некоја длабока сенка и перспективата од тој аспект кога велите дека треба општеството нешто да направи, значи треба и политиката нешто прво да направи за тоа што е на некој начин поджито. Перцепцијата кај кого да прашате за образованието во Македонија ќе е иста. Има некои финеси ваму таму, а мислам дека ќе е иста. И тоа посочува дека тоа се должи на системски проблем, така. Инаку би било, тоа училиште, ја ќе кемале за никаде, не одите таму. Ке беше едно училиште, ке беше 2, 3. Ме свекате. Од мојава позиција сега мислам дека е многу лесно, барем така мене ми изгледа, да се поправат тие работи или некако да се постават малку. Еве, за овие талентирани деца, во нашава држава, поправете ме ако грешам, не постои некој фонд за надарени деца. Зошто? Нешто има веројатно ситно во Министерството за образование, некои критериуми меѓународни прво треба да се остварат и така натаму. Вие тоа сигурно повеќе го знаете, но во зобновен свет, ако добро ве разбирам, тука повеќе е едукација, наука, а ова драмското студио кој предизвик е тоа? Таму нема нели ни за космос, ни за дигитална технологија, ниту за квантна физика. Или има, може? Има внатрешни космоси, внатрешни квантни физики. Ајде да слушнеме. Тоа е малку. Каде е, која е содржината на кои се актери? Последно И функционира. од каде тоа, мислам, драмска дејност?
Па ние на факултет имаме цела година, учиме Шекспир, 2 семестри. Плюс и додека бев на факултет, бев дел од една убава трупа под менторство на професорката Рајна Кошка-Ход, каде што адаптиравме представи на Шекспир. Игравме Макбет, верзија од Ежен Јунеско, и игравме Хамлет Ху, која што беше компилација од 3 различни текстови за Хамлет. Така и јазикот го вежбавте, веројатно шекспировски, оригинал англиски, но кажете ми да околу децава сега студио. Епа сакам да кажам Каде функционира, под кои околности, кои услови, кој финансира, има ли интерес? Тоа има интерес. Тоа последно функционираше во рамки на училиштето English Language Academy, тоа е во центар, во Карпош може да си го истражат луѓето. И тоа е, би рекол, еден затворен круг. Не е тоа... Тоа е личен проект, значи она што на англиски се вика passion project, нешто што јас си го работам и не го промовирам во смисол дека еве почнавме уписи. Да, но тоа кој е уметност, макар и со деца, уметноста се создава за јавноста. Излегувате ли во јавност? Да. Нашите представи ги имавме издадено. Тој дел го промовиравме, имавме одлични постери, мислам дека добро го испромовиравме и беа задоволни во публиката, иако пак ќе кажам дека главната работа зашто тоа го работаме, поради тоа што сакам да им овозможам на тие деца кои што ги бива за јазик, да им дадам малку ширина во јазикот, да им кажам дека јазикот не е само да се научи за вокабулар, за облека, интерпретацијата исто. Туку чисто влегува многу. И една од најубавите работи за тоа драмско студио е што сами си ги пишувавме сценаријата. Значи функционираше и на некој начин како курс за креативно пишување. Сега да не должам да не објаснувам како. И кои теми децата ги предлагаат? Мотивирани веројатно од филмовите, од Спајдермен. Не беа такви темите. Тоа се теми кои што настануваат во рамки на тие некои вежби за импровизација, па ќе видиме, ќе насетиме што може да се работи. Последната представа се викаше Dreambound, тоа е за тешко е да се објасни накратко, но еве да речеме дека не е тоа во иста насока како Спајдермен, Бетмен, суперхерои, не е нешто кое што е малку различно поради тоа што бара да се истражуваат и самите себе, да се сватат, малку да размислуваат. Поентата на крај од емисијава наставник на светско ниво, Никола. Тоа беше во рамки баш на тој натпревар светски ученички куп. Право да ви кажам, јас бев изненаден, но ми годеше, искрено. Мислам дека вие сте единствениот таков со таква титула на светско ниво наставник. Да, мислам дека секоја година доделуваат една таква награда. Годинава, мене ме... Добро, и тоа вака на светско ниво, како ја да го протолкувам или гледачиве на Дистрикт, најдобар наставник, нешто како како светски првак во моментов, нели? Во образованието. Карикирам малку да го додам вашето чувство, што тоа значи за вас, тоа признание, тоа е сепак признание. Да, е признание и моето чувство беше дека на некој начин се исплати целиот тој труд. Поради тоа што навистина многу вежбавме. И тој труд, тоа признание не е само мое признание, тоа признание се изфилтрирало преку моите ученици, поради тоа што не можам јас да сум најдобар наставник ако ги немам тие ученици со мене. Ние 2 години пред надпреварот се подготвувавме со часови за дебатирање, симулации и не зборувам чисто само, значи она основни правила, туку зборувавме за финеси во изразувањето, како да го дискредитирате противникот, па како да повлечете нешто на ваша страна. Работи кои што ќе им останат, кои што ќе останат со нив и во вистинскиот живот, во практичен живот. Зборувавме за учениците на училиште, за образование, за вашата активност во драмското студио, за преведувачката активност. Сега и порталот Умно. И тоа ли е ваш приватен проект? Не. Порталот... Што се однесува тоа? Тоа не е мој проект. Порталот Умно... Не ве обвинив, не треба да се браните. Не, чисто... Не се бранам во никој случај, туку сакам да ги уважам двете новинарки кои го направија тој портал Умно, Сребра и Весна. Тие се новинарки со долгогодишно искуство и мислам дека одлично ни дојде таков портал кој што ги покрива уметност, музика, наука и образование.
не е дел од онај војаерскиот аспект, политика, па овој вака направил, така направил. И има потреба, да, тие ги застапија, објавија неколку текста и за Вавилон, и за ова што бевме на ученичкиот клуб, така што драго ми е што има некој кој што го следи тој развој на децата. Еве честитки за колешките авторки на умно, но привршуваме. Што во моментот работите на превод? Во моментот сум насочен на две работи. Првично заборавив да спомнам дека со тоа што учествувавме на таа глобална рунда, одлично поминавме таму, освоивме многу награди, исто така се квалификувавме за завршната фаза на Йейл, универзитетот на Йейл, и сега ќе ги почнеме подготовките за таму. Значи таму е веќе крем дела крем. Некои од тие деца да сметаме утре да бидат и премиери на државата, веројатно. Обично Харвард, Йейл, сега тоа е мода малку. Да. Во однос на преводи чекам да видам од Министерство за култура што ќе одобрат од проектите. Така, каде се гледа, Никола, во блиска иднина? Останувате на училиште, имате други амбиции, некои други обштествени активности, или ова со деца ве исполнува до крај и мислите така да го поминете животот во држава, или сепак ќе исчекорите и вие постапките на вашите ученици, можеби надвор од Македонија? Немам тоа. Што ви се врти во глава? Не, никогаш не ми се вртело во глава за одење надвор од Македонија. Мислам дека имам еден стабилен живот тука. Мислам дека можам со двете професии да придонесам и во образование и во култура преку децата, преку преводите. И некако ми нема смисла да сум јас преведувач од англиски на македонски, да живеам некаде, не знам, таму. И не се гледам во друга професија. Можеби ќе звучи вака неамбициозно, мислам дека не е така. Мислам дека навреме сум си ги средил приоритетите, знам точно што сакам да работам, во која насока да се движам, и продолжувам со подлабоко навлегување на веќе започнатите проекти. Така. Дистрикт Цивил Прес Студио, Никола Ѓуленчевски, ви благодарам. Ви благодарам и вас.